Благодарам, председателе. Почитувани колеги и пратеници, почитувана јавност. Исто како и претходната година, кога се предлагаше буџетот за 2016 година, така и сега Министерството за финансии го одбива амандманот на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, односно пратениците кои што доаѓаме од Битола, да се отпочне со првата фаза на проектот десулфуризација на рек Битола. И немам што повеќе да додадам од она што говорев минатата година. И токму заради тоа сакам да повторам за граѓаните на Република Македонија, посебно за граѓаните на општина Битола и околните населени места, да проценат како се грижи владата на Република Македонија за граѓаните на Битола. Со овој амандман предлагавме да се направи проектот десулфуризација на рек Битола, односно започне првата фаза, и со ова значително ќе се подобри квалитетот на животот, односно квалитетот на амбиентниот воздух во Битола, Новаци, Могила и околните населени места кои што се гравитираат околу комбинатот рек Битола. Едно од основните права на човекот е да има и да живее во здрава животна средина, па и од тука еден од приоритетите на владата на Република Македонија треба да биде тоа. Квалитетот на воздухот во Битола и во регионот е на многу ниско ниво и придонесува тоа да влијае штетно врз животот и здравјето на граѓаните, на луѓето, на животните и на растенијата. Испуштањето на штетни гасови во атмосферата и загадувањето на воздухот се бројуваат во најголемите причинители на различни респираторни болести, вклучително и најопасните, а тоа е карциномот или ракот. Намалувањето на штетните материи во воздухот ќе овозможи да има поквалитетна животна средина и ќе продонесе здравјето на граѓаните да биде поквалитетно, нешто што не може да се купува со пари. Битола повторно ги руши рекордите и заедно со Скопје, Тетово, Кичево, останатите градови, не само што еден од најзагадените градови во Република Македонија, него тоа и во Европа и во светот. Само пред 2-3 недели имавме едно истражување од светски реномирана агенција која што Битола ја стави на првото место на најзагадени градови во Европа. Според Министерството за животна средина, тоа го стои на веб страната на ова министерство, рек Битола е еден од најголемите загадувачи на воздухот во Битола и околината. Тоа стои на официјалната веб страна. Ако рек Битола е најголем загадувач, тогаш она што го испушта во воздухот секојдневно, тоа го гледаат граѓаните на Битола, на Новаци и на околните места, треба да се застане. Затоа и проектот десулфуризација, кој што е проект уште од 2007 година и е направен физибилити студија, и овој проект го има и на официјалната страна на акционерското друштво ЕЛЕМ и тоа треба да се спроведи. Меѓутоа, уште од 2007 година овој проект беше пролонгиран дека мора да се направи во 2012 година. Со овој проект ќе се овозможи со преку технолошки процес да се направи редукција на емисиите на сулфурен диоксид и прашина, како и соодветно третирање на отпадните води преку нова станица за третман на отпадни води. До 2014 година, согласно европските директиви, фабричките и индустријските капацитети во Република Македонија мора да воведат еколошки стандарди. Рек Битола е се уште далеко од еколошките стандарди и владата го искористи правото да даде еден транзиционен период до 2018 година. Времето си течи, конкретни активности, новој план за десулфуризација на рек Битола се уште нема. И затоа, исто како и претходната година, и оваа година бараме средства од буџетот на Република Македонија за да се отпочне со овој проект кој што е многу значаен и еден од основните проекти за здравјето на битолчани. Ако не се согласувате, барем да дадете образложение зошто владата на Република Македонија не го прифаќа овој амандман, со што ќе се овозможи да се отпочне барем првата фаза за десулфуризација на рек Битола. Еколошките проекти во рек Битола се одложуваат претходно заради економската криза
и немањето на доволно финансиски средства. Меѓутоа, во изминатите години, со нерационалното, односно недомакинското трошење на народните пари, на буџетите на Република Македонија, владата на ВМРО ДПМНЕ ни покажа дека има пари за проектот Скопје 2014, а нема за еколошките проекти како овој што е за Битола. И затоа ќе поставам две прашања. Како може да има 15 милиони евра за рајска градина во аеродром во Скопје или пак 18 милиони евра за нова зграда со барок фасада во центарот на Скопје, тоа во собственост на акционерското друштво Елем, кој впрочем е ова акционерско друштво е основано од владата на Република Македонија. И дали овие пари, ако се искористеа наменски за рек Битола, дали ќе беа значително подобрени еколошките стандарди? Дали ќе беше вакво загадувањето во Битола? Дали ќе ни се болнеа болниците и ќе ни се разболуваа децата? Дали ќе умираа млади луѓе од рак, каква што тенденција има во последните години? И дали со овие потези што ги правите како актуелна власт, тоа не е класично поигрување со здравието на граѓаните на Битола? За разумна власт, квалитетот на живење на граѓаните е приоритет број 1. На коалицијата на ВМРО ДПМНЕ и ДУИ очигледно дека не е. Второто мое прашање: дали како е можно совместење на тендери за ископ и транспорт на јаглен во рек Битола за период од 4 години да се потрошат повеќе од 200 милиони евра на неколку фирми блиски до власта, иако комбинатот располага со своја механизација, со транспортна лента и со можност да самата фирма и компанијата, односно рек Битола или Елем, да го извршуваат ова? А знаеме и зошто не работат механизацијата и лентата. Камионите на Сеатот, Битолчанецот, Кратовчанецот, Дебелиот и останатите споменати во бомбите од разговорите, од прислушкуваните разговори, треба да функционираат и да ги земаат милионските тендери, парите на нас, граѓаните на Република Македонија, а и понатаму еколошките проекти за рек Битола да бидат тргнати на страна. Дали со домакинско работење немаше да се обезбедат овие средства, и не само за десулфуризација на рек Битола, и за останати еколошки проекти во овој комбинат? Дали со ова немаше да ги намалиме штетните гасови и прашината кој што секојдневно ние битолчани ја дишиме? И јас, и пратениците, колеги од власта и од опозицијата, и сите граѓани кои што секојдневно имаат обврски, работат во рек Битола, се движат во околината на рек Битола и така натаму. На оваа табела гледаме дека рек Битола е најголем загадувач со тешки метали. И тоа е уште еден показател дека здравието на битолчани сериозно се нарушува од комбинатот рек Битола. Модернизацијата во еден дел е отпочната. Инвестирани се средства во котлите и останатите сегменти на работењето на рек Битола, меѓутоа тоа не е доволно. Проектот десулфуризација значително ќе ги намали штетните влијанија врз граѓаните на Битола. На крајот, рек Битола е еден од најголемите загадувачи не само во Македонија, него и во Европа. Втор во Европа е комбинат кој што работи на јаглен. Ова е причина уште една повеќе, заменик министре, да вие го прифатевте овој амандман. Јас очекував дека ваквиот игнорантски однос на владата на Република Македонија ќе продолжи понатаму. Меѓутоа, можеби за некои проекти кои што во моментот и не се приоритетни, јас можам да разбирам дека нема средства. Меѓутоа, добивате пари за еколошки проекти во рек Битола. Претходно добивате пречистителна станица за Битола и околните населени места. Добивате пари во буџетот за здравството во Битола. Тоа не е во ред. Немојте да си поигрувате со здравието на битолчани. Битолчани, како и останатите на граѓани на Република Македонија, треба да имате ист третман. Меѓутоа, ако продолжите вака, а очигледно дека е намерата ваша и понатаму да ја казнувате Битола, ќе дојдат избори и ќе се допиете заслужената казна. Јас сметам дека со мојата дискусија, со овие аргументи кои што денес ги презентирав,
може барем и малку да ги убедам пратениците од владачкото мнозинство на ВМРО ДПМНЕ. Ако вие како влада не го прифаќате амандман, барем пратениците кои што имат направо на глас да не поддржа денес и овој амандман да го потврдиме, во буџетот за 2017 година да обезбедиме средства. Доколку не, ви гарантирам дека со ребалансот на буџетот, кој што ќе направи новата влада на СДСМ предводена од Зоран Заев, во првите 180 дена ќе почне овој проект за еколошките стандарди во РЕК Битола да бидат подобрени. Ви благодарам.